Вчера, 21 февруари, беше светскиот ден на мајчиниот јазик. Никола Наков, вие сте председател на Унијата на млади сили во Велес, па ве прашувам како го одбележавте вчерашниот ден како неголема опозицијска партија? Да. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН при Општинскиот комитет во Велес вчера го одбележа 21 февруари ден на мајчиниот јазик со низа повеќе активности во текот на денот. На вчерашниот настан беше еден како од поглавните настани во Република Македонија, како централен настан ние го водиме, на кој што присуствуваше и председателот Сергеј Попов и подпредседател воедно и координатор за Велес Филип Ѓорѓиев, на кој што ја посетивме куќата на Кочо Рацин. Куќата на Кочо Рацин положивме свежо цвеќе во центарот на градот, потоа гледавме мини проекција на филм во чест на Кочо Рацин, бидејќи он е еден од нашите великани во нашиот град. Ќе започнам со низата активности како целиот ден се одвиваше и целиот процес Унијата на млади сили вчера го организираше. Најпрвен во 12 часот ја посетивме куќата на Кочо Рацин, во кој што Унијата на млади сили брои 30 членови, бевме сите присутни во тие простори, бевме поделени во две групи, каде што историчар од музејот во Велес, беше голема благодарност до музејот во Велес, каде што во неработен ден ни одобри и ни овозможија да ја посетиме куќата на Кочо Рацин. Бевме поделени во две групи, каде што ни го прикажа целиот живот на Кочо Рацин, каде пишувал, каде творел, каде живеел, неговото семејство. Потоа се упативме до центарот на градот пред споменикот на Кочо Рацин, каде што положивме свежо цвеќе во чест на нашиот великан во нашиот град. Потоа се упативме сите заедно во штабот на ВМРО-ДПМН, каде погледнавме мини проекција за животот и делото на Кочо Рацин, каде живеел, каде се родил, каде студирал, што пишувал, кога пишувал и за жал неговата смрт на која настапила до ден денеска се уште непозната како се случило и кој го сторил тоа дело. Доста жално и тажно би рекол, поразговаравме за тоа колку јазици во светот се зборуваат, на колку јазици од овој момент им се заканува нивно одстранување, но сепак ние како македонци, како младина, гледаме колку можеме се повеќе да си го зачуваме она наше македонско, да пишуваме на кирилица и да зборуваме македонски. Со оглед на тоа дека живееме во пандемија од коронавирусот, како ги почитувавте мерките? Според, бидејќи се наоѓаме нели во пандемија се уште, ги почитувавме мерките и препораките од здравствените организации. Во куќата на Кочо Рацин бевме поделени во две групи, по 10 луѓе. Ја посетувавме куќата во самата просторија каде што го гледавме филмот. Сите носевме заштитни маски, средства за дезинфекција, преку едно столче редоследно на ред присутни и за целиот настан да се одвива без никакви пречки. Поминавме, затоа бевме и во ограничен број, некои 30 на луѓе, за да можеме барем тие што сме од Велес да го одбележиме овој настан и да помине се во најдобар ред како што треба, да нема никакви замерки и пречки. Никола Наков, председател на УМС ОК Велес, ви благодарам за споделените информации. Благодарам и вам.